Во вестите на Канал Вис разговараме со Горан Сачевски, координатор на проекти во Центарот на заедниците во општина Струмица. Ќе разговараме за тековните проекти кои што се реализираат во Центарот на заедницата. Горан, добре дојде во вестите на Канал Вис. Ви благодарам. На што се работи во овој момент? Кои се проектите кои што се активни? Моментално во Центарот на заедницата на општина Струмица работиме на вкупно 3 проекти, од кои првиот е институционален грант од Фондација Отворено општество Македонија. Тој институционален грант започнавме да го имплементираме од април месец, кој ќе трае до декември. Целта на тој грант е развој на локалната демократија во општина Струмица преку непосредно вклучување на граѓаните во процесот на одлучување. Какви активности има во овој проект? Што се прави за да се вклучат граѓаните во процесот на одлучување? Клучните активности кои ќе ги превземеме во рамките на овој институционален грант е организација на граѓански буџетски форуми, бидејќи од нашето 2-годишно искуство на организирање на проектни и буџетски форуми, заклучивме дека форумите во заедницата представуваат еден од најпрепознатливите механизми за директно, непосредно вклучување на граѓаните во процесите на одлучување, а буџетот на општина Струмица е еден од најбитните документи за функционирање на локалната самоуправа и затоа решивме граѓаните во тој дел и за тој документ како најбитен да ги вклучиме со нивните предлози, со нивните идеи и да може да го зголемиме и нивото и бројот на граѓани кои ќе бидат непосредно вклучени во тој процес. Исто така ќе организираме и кампања со цел да ги мобилизираме граѓаните на општина Струмица, вклучувајќи ги овде и граѓаните од руралните населени места, бидејќи сакаме овој форум на овој форум да може да учествуваат колку што е можно повеќе граѓани и повеќе различни целни групи. Исто така, акцентот ќе ни биде ставен и на она кое што и претходно го работевме во Центарот на заедницата кога бевме проект, односно кога бевме дел од концептот општина померка на граѓаните, односно и оваа година и во иднина ќе даваме правна и административна помош за граѓаните. Тоа значи консултации за услугите во делокругот од работата на општина Струмица. Исто така во делот на неформалното образование ќе организираме и обуки, кои обуки ќе бидат поврзани со она кое што ви го кажа за граѓанските форуми, за буџетскиот форум, односно ќе ги развиваме капацитетите на граѓанските организации за тоа што значи непосредно учество на граѓаните во кој период ќе се случуваат сите тие активности и настани? Обуките планираме да бидат некаде летниот период, додека есента, почнувајќи од септември, сакаме да започнеме со кампањата за мобилизација и промоција на буџетскиот форум, а додека самите форумски сесии зависат од тоа од буџетскиот циркулар, односно како ќе тече буџетскиот календар, ама некаде ноември-декември ќе бидат форумските сесии, претходно ќе имаме и подготовка и формирање на тим. Тогаш се и креираат политиките за распределба на буџетот за наредната година. Имаме уште 2 проекти кои што ви се активни во моментот, на кои што се работи, кои се тие? Така, вториот проект е финансиран од општина Струмица, од Г1 програмата од буџетот на општина Струмица, програмата за трансфер до невладени организации. Проектот е насловен граѓанските организации поттикнувачи на општината за потранспарентно и отчетно работење. Во главната цел на самиот проект е поврзување на невладените организации со општината и медиумите, односно сакаме да го испитаме начинот на кој комуницираат сите тие засегнати страни при промоцијата на проектните активности, бидејќи како за невладените организации, така и за општината е важно активностите кои што општината ги финансира да бидат медиумски покриени и јавноста да биде запознаена со тоа каде се трошат тие пари кои се даваат на невладените организации. И се разбира, она кој е најголем акцент е ставен на изработка на брошура за грантирани проекти, која ќе представува алатка, PR алатка за промоција на општината за
активностите кои таа ги финансира. За кој ќе биде наменета таа брошура? Таа брошура ќе биде наменета и за граѓански организации, и за институции, и за граѓани, односно секој оној кој што сака да види парите кои што се доделени од општина Струмица на граѓанските организации, за какви цели се потрошени, се дадени, кои резултати се постигнати и кои активности се реализирани. Пред минатата година ние исто така работевме на таква брошура и можем да кажем дека невладините организации, па и самата општина Струмица ја користеше како алатка за да даде отчет за парите кои се дадени на граѓанските организации. Така. Кој е третиот проект кој што го реализирате пак во соработка со Фондацијата Отворено општество? Третиот проект е мониторинг на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. Договорот го подпишавме минатата недела. Тоа е нов проект. Нов проект. Што доколку ќе почне да се имплементира? Така, да. Ќе вршиме истражување, односно ќе мониторираме работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. Ова значи дека ќе изработиме методологија по која што ќе се прави тоа истражување, ќе се превземат сите потребни активности односно сите методи за испитување на незината работа, ќе се мери перцепцијата, односно мислењето на различни целни групи, ќе се организираат фокусни групи, анкети, интервјуа, ќе се анализираат законски и подзаконски акти, документи кои се поврзани со работата на таа комисија, за на крајот да изготвиме извештај во кој што ќе дадеме оценка на работата на комисијата и ќе дадеме препораки, се со цел да се подобри низината работа, да се подигне свеста кај граѓанските организации и кај граѓаните да го користат нивното право за слободен пристап до информации од јавен карактер и да се зацврсти улогата и на самата комисија во промоција и заштита на тоа право, бидејќи таа комисија е надлежна за заштита на тоа право. И сите тие активности се со една цел да се види реформите во јавната администрација докаде се, односно дали се исполнети оние принципи од стратегијата за реформи во јавната администрација и се надеваме дека ќе изготвиме еден добар и квалитетен и издржан со факти и научни докажани факти и информации и ќе дадеме препораки за тоа како може да се подобри работата на таа комисија. Кога ќе бидат роковите за спроведување на сите овие активности поврзани со овој проект? Во јануари треба да биде завршен комплетно тој проект, односно во јануари 2018 година да го имаме тој извештај, што значи почнуваме од сега, летниот период ќе ја изработиме методологијата и ќе почнеме тоест ќе ги ангажираме експертите кои што ќе го вршат тој мониторинг, потоа ќе ги подготвуваме сите потребни документи за да може да го комплетираме тој извештај. Дали наоѓаат примена сите овие проекти, брошурите, извештаите кои што ги изготвувате, наоѓаат ли понатамошна примена? Каков е фидбекот во сите овие години кои што работите и сигурно сте го почувствувале? Да, конкретно како што ви кажав, брошурата која што изработивме за 2015 година кои се гарантирани проекти, ова година ќе правиме за минатата, 2016, бидејќи за 2017 се уште течат. Можам да кажам дека наидовме на голема поддршка на таа брошура, не само од граѓанските организации, туку и од самата општина. Например, кога те имаат инспекции, кога имаат и внатрешна ревизија и надворешна, кога си имаат они процедури за да видат каде се трошат парите, многу често ја бараат од нас брошурата, за да може да ја приложат без многу објаснување, бидејќи таму има се наведено и колку е сумата и кои активности за кои активности се потрошени, кои цели се постигнати, така што можам да кажам дека брошурата навистина најде на голем одзив особено од општина Струмица и од граѓанските организации. Сега се надеваме дека
Извештајот кој што ќе го изработиме за Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информација од јавен карактер ќе најде на поддршка од самата институција како прво, бидејќи сакаме ние тие препораки кои што сме ги дали врз основа на научни докази кои што сме ги добиле од нашето истражување, да и послужат на таа комисија како институција, да го промовира тоа право и да го заштитува, а од друга страна да успееме со тој извештај и со целиот тој проект да ја подигнеме свеста на јавноста дека треба тие да бараат информации кои што се од јавен карактер и не само кај граѓаните, туку и кај институциите, дека тие имаат обврска, информациите кои што се од јавен карактер, дека треба да ги споделуваат со граѓаните. А што се однесува до институционалниот грант, односно организацијата на граѓанските форуми, мислам дека тоа е најсуштинското кое што е потребно за развој на една локална демократија, како што кажав и на почетокот. И нашите сограѓани ја препознаваат и општина Струмица и нас како центар како два субјекта кои ги организираат тие форуми и ние постојано наоѓаме и на коментари и дискусија кога ќе има форуми, кога ќе има дебати за да може да ги дадеме нашите предлози. Исто така во рамки на институционалниот грант организираме и отворени денови со Советот на општина Струмица, на кои отворени денови граѓаните слободно разговараат со членовите на Советот, односно со нивните избраници, им даваат предлози, им даваат коментари на нивната работа, поставуваат прашања. Сето тоа е еден вид на приближување на локалната самоуправа до граѓаните. Благодарам за разговорот, се надевам наскоро ќе имаме конкретни проекти повторно за кои што би можеле да разговараме за да ги информираме граѓаните. Така ви благодарам и вас на поканата. Почитувани гледачи, ние продолжуваме со останатите содржини од вестите на Канал Вис.